Беше тоа на 20. март 1898 година, кога во селото Ѓувлјанци Кукушко, каде што беа откриени 8 души од Кукушката чета, во тричасовна борба против турската војска загина еден четник, како и неколкумина војници. Тоа беше единствениот судар со турската војска што се случи 2 години по појавувањето на првите агитационо-организаторски чети во Македонија. Беше тоа на 20. март 1905 година, кога во голема битка со голем турски аскер кај селото Дрен при Лепско загинале битолскиот војвода Петре Георгиев Железарот и секретарот во четата на Крсте Гермов Шакир, Ѓорѓи Воденчето, како и 20 жители на селото Дрен. Митко Касапчето бил ранет и одлечен од комитите кои успеале да преминат во Маријал и да се спасат. Убиените борци за слобода на Македонија биле погребани во гробиштата на селото Дрен во кругот на црквата Свети Никола. На 20. март 1928 година Драгутин Ѓорѓевиќ го отворил првиот болнички стационар во Кавадарци. Првата болница се наоѓала на десната страна на реката Луда Мара, веднаш до мостот. Во стационарот имало 3 соби со 10 кревети. Во нив биле сместувани болни од градот и селата од општината Кавадарци. Стационарот имал и болничар, а тоа бил Цандо Гурев, кој се смета за прв болничар во Кавадарци. Овој стационар работел до почетокот на Втората светска војна, кога доктор Ѓорѓевиќ бил принуден од страна на бугарските власти да го напушти градот. Беше тоа на 20. март 1934 година, кога во Софија умре Ѓакон Евстати, македонски револуционер. Покрај другото водеше борба против великогрчките, великобугарските и великосрпските чети во Македонија. Роден е во селото Нестрам, Костурско, во 1873 година. Беше тоа на 20. март 1955 година, кога е родена Перихан Ејупи Туна, македонска глумица. Перихан Ејупи Туна била член на драмата на Турскиот театар Скопје од 1972 година. Добитник е на наградата за високо глумечко достигнување на фестивалот Ристо Шишков, починала на 26 јуни 2014 година во Скопје. Беше тоа на 20. март 1980 година, кога во Скопје умре Волче Наумчевски, македонски писател. По Втората светска војна објави голем број стихозбирки за деца и возрастни, меѓу кои спаѓаат поема за слото, Пролетни желби, Вирно време, 70 цветови и други. Роден е во Прилеп на 31. јануари 1916 година. На 20. март 1991 година, кога по одржаните повеќе партиски избори во Република Македонија, во Скопје е формирана првата влада на Република Македонија, а за прв председател е избран доктор Никола Кјусев. Беше тоа на 20. март 1992 година, кога во Скопје е формиран Македонскиот олимписки комитет. За председател е избран Васил Тупурковски. На 20. март 1996 година излезе првиот број на весникот Дневник.